Денес, на 21 февруар, го одбележуваме Денот на мајчиниот јазик. Ден кога се потсетуваме дека јазикот не е само средство за зборување, туку и чувар на нашата историја, култура и идентитет. Мајчиниот јазик е првиот што го учиме, јазикот со кој ги изразуваме мислите, чувствата и соништата, и јазикот преку кој се поврзуваме со нашите корени. Во чест на македонскиот јазик, денес ќе се навратиме на луѓето кои со својата работа и пожртвуваност го сочувале и развивале. Во продолжение, моите соученици ќе ни ги представат македонските преродбеници. Личности кои преку зборот, делото и љубовта кон јазикот оставиле трага што и денес не обврзува да го негуваме и почитуваме мајчиниот јазик. Голем сум и по име и по дело. Ме викаат Джинот, а името ми е Јордан. Роден сум во сиромашно семејство во Велес во 1821 година. Учев во Самоков и Солун, а потоа се вратив дома и отворив училиште во кое предавав на народен јазик. Брукоманите ме избрка и замена во Скопје. Освен што бев учител, пишував и учебници, го напишав првиот буквар, собирав народни умотворби, се занимавав со јазични прашања и пишував литературни творби. Моето мото е труд ми е името. Моето име е Јоаким Кличовски. Роден сум во 1750 година. Бев првиот македонски просветител и народен учител на македонците во 19 век. Користев текстови од Евангелието и Стариот Завет, за да ги поучам луѓето да живеат како добри и правдени христијани. Моето мото е зависта е проклетија, затоа што е извор на секое зло, не само на земјата, туку и на небото. Јас сум Грегор Парличев, роден сум во Охрид во 1830 година. Бев ученик на Димитар Миладинов. Пишував на македонски, бугарски и грчки јазик. Студирав медицина во Атина, а во втора година ја напишав поемата Серлер на грчки Армотолос. Тогаш на конкурсот ја добив наградата за најдобра поема на грчки јазик во Воровиот венец. Моето мото: бев страдал и сакав да лечам човечки страдања. Јас сум Марко Цепенко, роден сум во Прилеп. Од се што сум собрал, можам да набројам повеќе од 5500 пословици и поговорки, 800 приказни, 150 песни, 100 гатанки, 400 верувања и клетви, 300 благослови, 350 бајања, 2900 соништа и нивни толкувања, 70 детски игри, описи на занаити, обичаи и обреди. Напишав и автобиографија и Силијан Штркот. Мото: разгалениот мрзлив и непослушен син Штрпке се стори. Јас се викам Димитар Миладинов. Роден сум во Струга, 20 години пред мојот помлад брат Костан. Основно училиште заврши во Струга, а гимназија во Грција. Подосна бев учител во Струга, Охрид, Кукош и Битола. Собирав и запишував народни умотворби и песни, црпени директно од мудроста на нашиот народ. Печатев учебници и се ангажирав за будење на националната свест. Често доаѓал во Сибир со грците, а особено со владиката Мелатија. Обвинет како шпион, завршив во цариградските затвори заедно со брат ми Константи. Моето мото е: македонскиот народ е посебен народ со своји обичаи и историја. Јас сум Костадин Миладинов, роден сум во Струга, во семејството на Грнчарот Ристе. Бев и во Русија, таму учев словенска филологија, но за кратко време тагував по родниот крај. Така настана за вас добро познатата песна "Тъга за југ". Заедно со мојот брат Димитар во 1861 година успеевме во Загреб да го испечатиме зборникот на народни песни и умотворби. Моето мото е "Орелски крилја, как да си метне". Јас се викам Кирил Пејчинов, ме викаат и Тетоец. Се родив во 1771 година. Сите своји книги ги напишав на народен јазик и заедно со Јоаким Крчевски сум дел од првата генерација писатели на современата македонска литература. Пишував на тетовски дијалект. Напишав три книги: Огледало, Утешение грешним, Житие на кнез Лазар.
И да ви кажем, пресреќен сум. Слушнав дека јас и другарот Јоаким во 2022 година сме прогласени за светци. Мене ме нарекоа Свети Кирил Лешечки, другарот Свети Праведен Јоаким Крчевски. Знам дека многу нешта за мене не знаете. Еве јас сега ќе ви кажам. Роден сум во Дојран, а учев во Грчко училиште во Цариград. Пред да станам свештеник се викав Теохар. Кога слушав од црквата Свети Мина во Солун, ги запознав Кирил Пејчиновник, Јордан Хаджи Константинов, Джинот и другарите преводбеници и така решив да ја отворам првата македонска печатница. Тоа значеше победа за македонскиот народен јазик над грчкиот. Моето мото е: на македонскиот народ му е потребна македонска, а не грчка книга.